Благодарам председателя, почитуван амбасадор Егир, почитувани противници, почитувани граѓани. Неколку работи во ова излагање. Прво, алузијата на господинот Милошевски, на пратеникот Милошевски во однос на нашата наводна помала подготвеност, не ја сметам за продуктивна за државниот интерес, бидејќи мислам дека не си правиме добра услуга кога единствените покрај една земја членка, Бугарија, која што повремено и јавно и официјално вели дека не ги исполнуваме условите за почеток на преговори, наоѓаат одглас во нашето општество. И францускиот председател, и холандскиот премиер, земји кои што посебно ригидно ги оценуваат земјите кандидати во смисла на нивната подготвеност, и германската канцеларка, која што неодамна замина, и новата коалиција во Берлин, и многу други земји членки, и самата Европска комисија, постојано повторуваат дека ние сме направиле се, дека на потек е Европската унија. Споредливоста на извештаите на Европската комисија датира од 2015 година, делумно инспирирано од еден извештај на Европската иницијатива за стабилност, што ја предводи Гералд Кнаус, кој што во еден свој полиси бриф во 2014 година ја инициираше оваа реформа на пристапниот процес под наслов Нова генерација на извештаите за напредокот. За време на минатата седница на членовите на Советот им беа на располагање две контрадикторни информации. Едната подготвена од секретаријатот на Националниот совет за евроинтеграции, а другата од еден автор во парламентарниот институт, и тие покажуваа груба контрадикција во однос на прогресот. Во оваа смисла сугерирав, и имало некој повик, меѓутоа уште не е стварена средба, авторот на хартијата на институтот да дојде во СЕП да видиме каде е методолошката грешка, бидејќи имаше посебно високи оценки дури и за годините 2015 и 2016, кога внатрешната дебата ни беше дали сме добиле условена препорака или не сме добиле препорака за почеток на пристапни преговори. Од една институција во институцијата СЕП, нема да ја именувам, лично што работи многу години, која што важи за столб во смисла на датабазата, на ГАП анализите и така натаму, таа анализа кажува нешто сосема поинаку и не става во некои области и пред земјите кои што се веќе во пристапниот процес. Србија 9 години, ако не се лажам, Црна Гора 8 години. Вкупната, значи, мора да правиме разлика меѓу вкупна подготвеност и напредок во еден извештај споредено со извештајот од минатата година. Оценката за вкупна подготвеност за 2021 година е 3.11 или описно добро ниво на подготвеност. Во најважниот кластер што се отвара прв и се затвара последен, кластерот фундаменти или темели, тука имаме најголема подготвеност со средна оценка 3.02, Србија има средна оценка 2.68, Црна Гора има средна оценка 2.83. Имаме исто така солидно ниво на подготвеност во кластерот 3, конкурентност и инклузивен раст, на исто рамниште со Црна Гора и со Србија, која доби препорака за отворање на овој кластер. Истото важи за кластерот 4, зелена агенда и одржлива поврзаност, каде сме исто рангирани со Србија, комисијата даде препорака и Советот го отвори овој кластер во пристапниот процес со Србија. Кај кластерот 5, ресурси за мјоделство и кохезија, повторно сме прво рангирани во регионот со средна оценка 2.80, додека двете земји кои веќе преговараат имаат оценка 2.6. Без разлика, јас сосема разбирам
дека овде има политички надпревар, дека е сосема легитимно да се напаѓа власта и така натаму. Меѓутоа, на крупна слика не помага кога даваме аргументи што не постојат на единствената земја членка која што денес тврди дека не сме спремни да ги почнеме преговорите. Во однос на денешната тема, оваа тема беше тема на минатата сесија на овој национален совет. Заклучоците во смисла на тежина беа резултат на желбата кај председавачот, актуелен, Словенија и голем дел од земјите членки да има заклучоци, бидејќи минатата година немаше заклучоци кога Словачка и Чешка ги блокираа поради една реченица на која што инсистираше Бугарија во однос на мисинтерпретација на историјата. Имаше разни верзии на КОВЕП, на КОРЕПЕР и така натаму. Конечно беше постигнат консензус и компромис на сесијата на Советот за општи работи на 14 декември. Во некои од верзиите се зборуваше за почеток на пристапни преговори најдоцна до крајот на оваа година. На тоа една земја членка се противеше. Имаше опција и почетокот на идната година и останаа заклучоците така што немаат јасна временска рамка. Се вели со нетрпение очекуваме што е можно побрзо отворање на пристапните преговори, но оваа реченица беше исто така присутна и во март 2020 година, кога се донесе политичката одлука за пристапни преговори. Бидејќи датуми беа споменувани во претходни заклучоци, јас се прашувам дали ќе беше и добар сигнал дури да останеше временска референца и дури да пишуваше почеток, да речеме, на следната година, бидејќи по претходното наше искуство, кога во јуни Советот кажа го трасираме патот за почеток на пристапни преговори во јуни 2019, тоа не се случи. Во јуни 2019 рекоа сега нема да одлучиме, ама ќе одлучиме во октомври 2019. Тоа не се случи, така што ако сме одговорни и искрени кон граѓаните, треба да кажеме дека не можеме многу да се подпираме на овие декларации кои што се резултат на компромиси. Друга точка, освен временската одредница, која што предизвика голема дебата во Советот, беше дали да се повторат зборовите како дел од пристапниот процес. Компромисот заврши така што има повик на претходна одлука, март 2020, каде оваа синтагма се употребува. Тоа што посебно разочарува е унилатералната декларација на нашите соседи кон заклучоците или по повод усвојувањето на заклучоците, каде што се вели, каде што Бугарија дополнително објаснува како ги чита заклучоците и повторува некои своји ставови, односно вели дека усвојувањето на преговарачката рамка нема да значи автоматски и почеток на пристапни преговори, а за усвојувањето на преговарачката рамка си поставува детални услови кои, јас сум уверен, во некои области се спротивни на Лисабонскиот договор, членот 2, и на Европската унија како заедница на вредности. Тука зборувам пред се во однос на македонскиот јазик и на правната издржаност, дали билатерални прашања од овој тип можат да бидат дел од пристапниот процес или треба да продолжат билатерално да се разговараат и спроведуваат, а за тоа да има мониторинг во Советот за стабилизација и асоциација, во една
правна анализа што ја направи португалското председателство кога даде свој предлог, правниците од Лисабон ова го сместија во Советот за стабилизација и асоциација, каде што им е место на добрососедските односи. Сакам уште една работа да спомнам, што е моje лично уверување. Бидејќи ова прашање дефинитивно е прашање на нацијата и државата. И ги надминува интересите на една или на друга влада, на една или на друга опозиција, а со оглед на тоа што во коалицијскиот договор на новата бугарска влада има проминентно место и на собранието, парламентот во Софија, каде што секој евентуално решение ќе оди на дебата и валидација во парламентот во Софија, а исто така имајќи ја предвид и резолуцијата донесена во нашето собрание, каде што се утврдуваат црвените линии по ова прашање од највисок национален интерес, мислам дека има логика и ке зголеми легитимитет ако и ние, чекор по чекор, изградиме политичка атмосфера во насока дека било какво решение, што мора да биде европско и мора да биде достоинствено, ќе дојде на дебата и на некаква валидација и во нашиот парламент. Ви благодарам.